Сега време и за последниот разговор за ова утро. Гледате веќе и видовте дека се нашите втори гости пристигнати. Со разговорот со нив ќе го води нашата Сузе. Да ги представиме Оливера Каменаровска, која што е програмски координатор и ментор на курсеви за креативно цртање и сликање, и Мартин Чичовски, кој што е основач на школата, исто така и ментор на овие курсеви за сликање и за цртање. Добро ни дојдовте, ќе уживаме во разговорот. За почеток само, Сузе, да прашам дали би сакале нешто да се напиете од нашата којничка? Па не, водата е доволно. Доволно е сега за сега. Јас како добра домаќинка да ве понудам, повелете со разговорот, јас со внимание ќе ве слушам, исто како и нашите гледачи. Благодарам многу. Еден срдечен поздрав за Оли и за Мартин. Ве представи веќе Ирена. Видео контент како најмокна алатка во маркетингот е нешто кое што ќе го фокусираме нашето внимание токму на оваа тема, ама за почеток ајде ве вака да ни се представите кои сте вие како едукатори и видеокреатори. Која е вашата задача? Да, единствено ние не сме за цртање и сликање, затоа е нашата колешка Ана Вачкова. Ние сме ментори и креатори на видеоконтент курсот и на курсот за видеомонтажа, така да само единствено тоа. Јас ова го работам повеќе години, соработувам со брендови, создавам контент за нив, брендови како Forza Fusion, Studio 1, Colored, Скала школата, и сега работам со инфлуенсери, ги монтирам голем број од нивните видеата на Александар Динев, на Ева Јовановска. Значи ние соработуваме веќе 2 години заедно и преку таа работа со нив, всушност јас забележав можност за да се создаде курсот за видеоконтент креација, пошто така се јави потребата. Али Оли може да каже повеќе за себе. Повели Оли. Јас знам дека Мартин со ова работеше подолго време. Јас бев на факултет за тоа време и дипломирав сега пред месец и пол. И затоа честитки, со среќа. Благодарам. И затоа што дипломските ми беа надвор од Македонија, кога се вратив во Македонија, решив да ја посветам мојата енергија во нешто ново, нешто интересно. Затоа што стварно сметам дека, како што кажавте и вие, маркетинг е многу важно нешто моментално за бренд, за свој бренд, за тук бренд, за било што. И сакав да му се уклучам на Мартин да помогнам со курсевите, да станам ментор, затоа што моите дипломски беа за филм и режија, така да нешто блиско со ова. Но сепак видеото е тоа, можеш да го искористиш за да кажеш приказна и да земеш подачи. Едно видео, па макар и траело само 3 до 5 секунди, може да каже многу ако тоа е добро однапред осмислено и ако има приказка во тие неколку секунди. Кои курсеви ги нудите, Мартин? Нудиме 3 во моментов, заедно со Оли, за видео. И првите 2 се видеоконтент креација, само за 2 различни групи. Видеоконтент креација за креатори, намената за луѓе кои што сакаат да работат како фриленсери, да создаваат контент за други клиенти, за други брендови. И имаме и другата програма е за брендови, односно видеоконтент креација за брендови каде што доаѓаат основачи на брендови и на компании, без разлика дали се тоа мали бизниси или веќе развиени брендови, они доаѓаат и го изучуваат процесот на видеоконтент креација. Тие се 2 слични програми. Креативниот процес е ист во двете за создавање на видео, ама се разликуваат со вкупно 4 термини, затоа што идат во 2 различни насоки, пошто со креаторите работиме на еден начин, затоа што они сакаат да излезат од курсот и да работат за клиенти, и за нив организираме настан каде што доаѓаат компании и они имаат шанса да ги представат своите видеа и компаниите гледат што они сработиле за време на курсот. А за брендовите инсерти од некои минати настани. Да, ова е од настанот кој што го одржавме сега за студентите, каде што имавме изложба за цртање и сликање и плюс они ги презентираа своите видеа пред компании од студентите од курсот за креатори. Така. А за брендовите ние изработуваме персонализиран видеоконтент план по завршување и они понатаму може веднаш да стартуваат со апгрейдет или појачана верзија од нивниот контент, така што тоа е
тоа што го прави. Тоа што го добиваат. Кој се е добре дојден на вашите курсеви? Дали имате ограничувања во поглед на години, во поглед на професија или некаква претходна стручна подготовка? Оли? Не, сосема немаме нешто такво. Имаме некоја мека граница од над 16 години. Само поради тоа што сметаме дека треба, ако е дете, сепак да има над 16 години за подобро да го разбира тој материјал што се предава. Освен ако не е ултра... Или освен ако не е, нели, пак затоа реков мека граница, тоа е сепак, тука се прави муабети со родител и ако видиме дека имаме таква ситуација каде што имаме запишан студент што има 15 години, но сепак по муабет со родител ако мислиме дека може да се сноси со материјалот секако сите се добре дојдени, а горна граница немаме, кој сака може да ни се приклучи. Нема претходно искуство исто така што е потребно. Како се пријавуваат, како најлесно да ве контактираат и да се пријават? Имаме апликацијска форма. Исто така таа апликацијска форма може да најдат на нашиот вебсайт, на нашиот Инстаграм. Има неколку начини, не знам дали ќе го има Инстаграмот на Marvi Creative е Инстаграмот и Marvi Creative е сајтот marvicreative.com, така што таму може да најдат формата, може да најдат детални информации за програмата, значи на marvicreative.com. Ако нешто не им е јасно, секако ние сме ви поддршката и нас контактирајте не така да ќе ве насочиме веднаш. Што добиваат, Мартин, студентите кои што ќе се пријават и ќе бидат дел од овие курсеви? Добиваат прилика да го научат целиот процес и лична поддршка. Тоа ни беше едно главно нешто, пошто јас и претходно работев во приватна школа и моја голема замерка за приватните школи беше дека им е потребна лична поддршка на студентите, затоа што доаѓаат многу диверзитетни групи на луѓе од различна возраст и оние што се помали, што имаат 16 години или 17, они многу полесно и побрзо абсорбираат информации и учат на многу поразличен начин од некои кои што се постари. Не дека постарите не се отворени да учат, тука едноставно им се потребни повеќе практични вежби, и да се посвети внимание на каде и да има застој и затоа направивме секој студент добива 3 бесплатни приватни часови кои што може да ги искористи за лична поддршка во било кој дел од наставата и ги користат. Ние многу всушност корисни и многу убави работи завршивме на тие приватни часови и за многу студенти беше дополнителен напредок. И кога презентира навистина најмладиот студент што го имавме на курсот за креатори, кој што има 16 години, беше и еден од најуспешните, што е многу интересно. Токму затоа што ги искористи приватните часови за да доработи уште едно видео и имаше многу по-широко портфолио што го презентираше пред компаниите и дури сега со една од нив, со The Cube, оние кои што имаат Escape Rooms, сега веќе зборуваат за соработка, така да ни е многу драго и сме многу горди на тој студент. Попали го Спасен, да. Спасен Трајаров. Браво за Спасен. Од едукативниот дел, што кажуваат, како се наштимани алгоритмите на социјалните мрежи? Алгоритмот функционира како оние стрелките што ги гледате во видео игри кога поминуваме на улица за да добиеме нитро за да почнеме да се движиме побрзо. Буквално е како една спирала која што каде што почнува од првиот круг на луѓе, тоа се твоите следбеници, и затоа е битно да забележиме, да провериме кое е најдоброто време за да објавиме видео за нас, за да го објавиме некои 15 до 20 минути пред пикот кога нашите следбеници се најактивни. И како тоа да го провериме и како тоа да го знаеме? Ние треба цел ден да бидеме на социјални мрежи за да видиме кога е пикот. Како се дознава кога е пикот? Пикот се дознава во аналитиките на нашиот профил и таму можеме да видиме кога нашите следбеници се најактивни и го пишува времето, можеме да го одредиме на дневно. Тоа е при секого различно, не мора да значи дека моите следбеници во исто време се активни или моето време е најдобро време за сите, нели? Да, тоа е кај секого различно, секој има различни следбеници со различни интереси кои што се активни во различно време и ние се прилагодуваме по тоа за да го објавиме видеото во тој момент кога они ќе бидат најактивни, затоа што видеото расте и преминува во следниот круг на луѓе кои што можеби не се наши следбеници преку првите реакции на видеото. Значи, првите реакции се многу битни. Тоа е многу битно, го памети алгоритмот, дали луѓе ќе го лајкнат, дали луѓе ќе коментираат, дали луѓе ќе го споделат
И врз база на тие реакции, ако имаме многу реакции од нашите следбеници, видеото поминува една скала погоре и оди во вториот круг на луѓе кои што не се наши следбеници, ама се луѓе кои што имаат слични интереси на нашите следбеници. Така што така континуирано работи и се додека луѓе реагираат на видеото, тоа видео расте. И во моментот кога луѓе ќе престанат да реагираат, останува во тој круг на луѓе кои што било. Се има своја смисла, само треба да ги знаеме овие работи, а можеби не е лошо и да посетиме некои од курсевите на овие јас дефинитивно млади луѓе. бидејќи на вистина не се разбирам во овие работи, вака ве слушам убаво со внимание, ама убаво се зборувате, не се пуштам во разговор. Да, не ме ми е интересира познато. бидејќи за инфлуенсерите доста се говореше изминатиот месец дена, особено за новите нешта поврзани со Агенцијата за аудиовизуелни комуникации. Дали тие ги посетуваат вашите курсеви, дали тие бараат насоки, дали тие бараат препораки како најдобро се подготвуваат овие видеоконтенти, бидејќи ние знаеме дека од инфлуенсерство во светот и се заработува. Јас не знам кај нас дали се заработува многу нешто, да, но од тоа колку прегледи имаш, колку и така натаму колку луѓе тоа го виделе, сигурно дека некој некаде и живее од тоа, така? Во Македонија се уште не се заработува директно преку инфлуенсерство, ама се заработува со брендови, со компании. Индиректно се склучуваат договори и луѓе одлично вкотираат, да. Да, така што познавам инфлуенсери кои што прават пари во Македонија преку интернет, или преку тоа што се инфлуенсери. Со тоа што имаме курс кој Мартин малку го спомна на почетокот за CapCut видеомонтажа. Тоа е курс што инфлуенсери би им бил навистина, да кажам, пожелен и интересен, затоа што баш таму ги учиме сите тие алатки како да измонтираш едно видео кое што ќе те продаде тебе како инфлуенсер, ќе на публика ќе добиеш вирални видеа и ќе се направи овој процес за кој што Мартин зборуваше неколку пати, што е уствари важно. Ако не е поентата да се добие едно вирално видео на интернет деновиве, затоа што од едно видео нема да добиеш публика која што те следи цело време. Треба твоето видео еднаш, два пати, три пати да стане вирално, тоест неколку различни видеа за да публиката те знае и да дојде на твојот профил, да те заследи и да ти помогне на тој органски раст на нови видеа. Маки инфлуенсерски се ова, драги наши. Маки, големи, да. Па ништо да пробаме и јас и ти да станеме инфлуенсери, така, нели? Па можете. Кога можат на гумина, па зашто да не се обидеме и ние да се пробаме во тие води, што рекоа младиве луѓе дека не е важно колку години имаат. Долна граница е 16, од 16 па нагоре можеме да пробаме. Дали ова се работи, Мартин, со телефон, со паметен телефон? Да, мислам, буквално нашите студенти доаѓаат со телефон и лаптоп. И тоа е се што им е потребно за часовите, затоа што за снимање видеа на Инстаграм и ТикТок не ти е потребно ништо друго освен телефон. Што е супер. Ама џабе го имаш ако не знаеш да го користиш, така, нели? Да, така што треба да се научи процесот, но затоа секогаш сите се охрабруваат да почнат од било што, затоа што и така се учи. Да, одлично. Ништо уште еднаш да кажеме како да се пријават сите оние, бидејќи курсевите стартуваат веќе од наредната седмица, така, нели? Да, стартуваат на креатори, стартува на 16 февруари, брендови стартува на 21 февруари, со физичко присуство и онлайн. Се одржуваат во Скопје, во Млади Хаб, ама може да се пријават на нашиот вебсайт и може и онлайн да се следат секако. На вебсајтот може да се пријават на marvicreative.com, буквално веднаш може да најдат апликацијата уште од првиот момент кога ќе го отворат сајтот и може да најдат детални информации за програмите, како и се што вклучува една програма. Секоја чест. И тука сме запрашани, имаме број на телефон и на Инстаграм може да ни пишат. Да. Одлично, така ве најдовме и ние и така ќе ве најдат и сите оние кои што сакаат да грабнат по некое знаење плюс или по некој начин плюс како да го подготват тој видеоконтент за да станат видливи и за да почнат да се забележуваат во средината во која што сакаат да бидат забележани. Ви благодарам многу и ние верувам дека ќе се охрабриме со колешките да дојдеме, бидејќи човек учи додека е жив, можеме и ние нешто плюс да научиме и да се владаме. Да, благодарност голема. Благодарам и јас, одлична енергија имате еве вака како за крај на емисијата.